врската помеѓу Крушевскиот локум и Крушево е нераскинлива. Ако се раскине, нема да биде локумот тоа што е денес. Всушност, оваа традиција започнува со мојот прадедо, кој заминува во Солун да изучува слаткарски занает. И всушност таму го учи овој рецепт, кој во изминативе 100 години претрпел многу измени. И е таков каков што е сега, прилагодувајќи се кон репроматеријали, кон средина животна. Потоа, од кога го пренесува знаењето и занатот на мојот дедо, неговиот син Киро Тагас, да се смени начинот на работа, да стане бутик сладкара, каде што се намалува бројот на производи и каде што главните носечки производи стануваат локумот и целувките. Понатаму превзема мојот татко, Мики Чонески, за сега јас да наследам, а се надевам дека по одредено време и моите двајца синови, барем еден, ќе биде заинтересиран да го научи овој занат и да ја продолжи оваа традиција. Локумот се правил во бакарен казан, кој бил поставен на ѕидано огниште, се правил на дрва и се мешал рачно. Потоа на локумот му треба 24 часа да се олади и се сечел рачно, како и што се сече и денеска, се реди во кутии или тогаш се продавал рефус. Значи мојот дедо и мојот прадедо го продавале рефус. Например, многу зависи од тоа каков шеќер употребувате. Да речеме, дали употребувате шеќер од репка, дали употребувате шеќер од трска. Колкава влажност има шеќерот. Значи, општо зависи од репроматеријалите. И тоа секоја промена на квалитетот на репроматеријалите бара и промена во самата рецептура. Најголемата мајсторија е да оној кој го прави локумот да знае кога е готов, кога е печен. Тоа се вари на висока температура по одредено време и реков, мајсторијата е всушност таа и секогаш изискува присуство на мајсторот при изработката на локум. Значи не можете временски тоа да го направите, да речеме по сат и пол или сат и половина или 2 часа да се ориентирате временски да го направите, бидејќи си бара овој производ присуство на мајсторот да знае кога е готов всушност локумот. Целувките исто така се работеле целосно рачно, значи се биеле на рака, се печеле во фурна на дрва и така. Тоа е таа разлика од тоа време до ова, ајде да речем, модерно време. И локумот и целувките биле употребувани за одредени адети, за добро и за лошо, што велиме, и така се испреплетиле низ традицијата на Крушево како град. Доброто е свадба, крштевка, пречекување на гости, имендени. Лошото нема да го спомнуваме.